Добар ден! Денеска на тест повторно Mazda, овој пат малиот кросовер наречен CX-30 кој неодамна е представен на светскиот пазар. Порано ова беше CX-35, но кога стана CX-30 ја доби препознатливата пресечена маска на предницата и продорните светла. Контурата остана скоро иста, со напомена дека сега е повисока линијата на покривот за да заврши на задниот дел кој доликува на сите модели на Mazda. Мислам на оние кои се седан и хеджбек со препознатливи светла на задниот дел. Багажникот крие доволен простор во кого може да се сместат доволно работи за викенд за 4-члено семејство. Но акцентот на Mazda CX-30 е ставен на техниката, но и на минимализмот. Па да видиме внатре како стојат работите. Може да се забележи дека оваа изведба е шик, модерна и делува многу атрактивно, посебно поради белите кожени седишта во внатрешноста. Можете да забележите дека линијата на дизајнот, почнувајќи од вратите, продолжува по целиот гребен и централната конзола. Оно што се забележува во внатрешноста можете и сами да видите дека е се свртено кон минимализмот. Минимален е дисплејот кој ги покажува функциите на вентилацијата и исто така мал е големиот дисплеј кој е поставен на врвот на централната конзола. Тука сакам малце да подискутираме и да го нагласам како еден од негативностите на Mazda CX-30. Бидејќи овој дисплеј не е можеби меѓу најмалите во класата, но нема команди на допир. Се случува преку овој джок шатл кој е на средната конзола. Инаку инструмент таблата делува сосема во ред, иако е класично конципирана. А просторноста, како што гледате, е на завидно ниво. Толку беше околу моите впечатоци за внатрешноста. Сакам само уште да кажам дека насекаде се квалитетни материјалите, убави на допир, а се случува оној класичен eye cheating, што би се нарекло во автомобилската индустрија, или лажење на окото, каде погрубите материјали и пластики се скриени од погледите на патниците. Но тоа кај Mazda е решено исто и со вметнување на квалитетен материјал секаде каде што има допир со рацете. Возните својства на асфалт на Mazda CX-30 се повеќе од задоволителни. На тоа помага и погонот на сите 4 тркала. Но овој погон е направен да се чувствувате сигурно и на лоши патишта, како и на офроуд. Па токму затоа јас ја донесов CX-30 на лош пат. Да видиме како ќе се однесува нејзиното управување, но и тракција во лоши услови на возење. Како што гледате, овој пат е оставен сам на себе си да пропаѓа под завод на времето. Но како створен е да ги испробаме возните својства на CX-30, бидејќи тоа е и спортско корисно возило. Вибрациите што се пренесуваат во кабината се големи, бидејќи и на најскапите теренци кои сум ги возел овде се случувало истото. Значи, се префрлаат вибрациите во кабината
на големо. Но поради малото меѓуоскено расстојание, условно речено малото меѓуоскено расстојание, CX-30 многу добро се снаоѓа на оваков пат. Јас возам во моментов со околу 80 км на час и не можам да осетам дека нешто не ми е под контрола. Имено сите параметри се под контрола, а гледате дека електрониката дозволува да се поиграте со автомобилот. Таа малку покасно реагира за разлика кога се вози на асфалт, бидејќи му дава една слобода на возачот да решава со каков стил и кои линии на движење ќе ги одбере. Инаку коригирањето е лесно, особено кога се работи за некои мали пролизгувања и возачот во секој момент знае каде се наоѓа автомобилот. Оваквото возење е забавно, но чисто се сомневам дека било кој што поседува вакво возило ќе му го прави ова. Нашето тест возило има зимски пневматици, па затоа е и добар контактот со патот кој е во очајна состојба. Но сепак, јас се забавувам многу зад управувачот на CX-30. Би препорачал оние кои имаат вакви возила барем понекогаш да ги изведат во природа и да се забавуваат заедно со своето возило. Но бидете внимателни кога ќе возите, бидејќи можат токму при овие возења да настанат и поголеми оштетувања на подвозјето, па дури и на каросеријата. Но нема да мислиме на лошите, туку само на убавите работи. А CX-30 на ваков лош шпат ме прави да бидам повеќе од оптимист. Иако направен да биде градски кросовер, така наречен градски кросовер, Mazda CX-30 многу добро се снаоѓа со своите возни својства и на отворен пат. Таа, иако има висока контура и издигната е повисоко од асфалтот, многу добро прилепува, односно дозволува да се вози како лимузина. Тоа мене многу ми се допаѓа, бидејќи и влегувањето во внатрешноста е лесно, седењето е високо, имате јасен преглед на патот и се она што се случува околу вас, а сепак манирите се многу блиски на лимузина. Па затоа CX-30 веднаш ме освои со своите атрибути. Возните својства на CX-30 се одлични, бидејќи во секое катче е вградена SkyActiv технологијата. Веќе и во претходната Mazda 3 што ја тестиравме, беше погонета со бензински 2-литерски мотор од 180 коњски сили, кој е впарен со благ хибрид од 48 волти. Тоа значи дека не можете да возите без бензинскиот мотор, но можете благодарение на хибридниот погон да заштедите доста гориво. Па така, јас забележав просечна потрошувачка од 7,6 литри кога ја возев CX-3 во град или на отворено. Додека ја возев на офроуд, таа потроши 1 литар повеќе во просек. Разликата на потрошувачката од 1 литар во нормални услови на возење и на терен не е и толку голема. Сепак, во оние услови што ја возев CX-30 надвор од нормален пат, нон-стоп работеше погонот на сите 4 тркала. Потоа, силата негова се префрлаше од тркало на тркало,
останало, активната безбедност беше под узбуна, па затоа и таа потрошувачка што реков од 1 литар повеќе не е за занемарување. Mazda CX-30 е одличен автомобил, но неговата цена е страшно неизбалансирана. Чини 44.800 евра, што по мене е висока цена за возило од оваа класа. Но сепак, јапонците знаат зошто ја поставуваат толку високо цената. Тоа е резултат не само на квалитетот, туку и на новите технологии кои Mazda ги аплицира во своите возила. А секој оној што е љубител на високата технологија и најмодерната технологија знае и јасно му е дека тоа треба дебело да се плати. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. Се гледаме наскоро за 7 дена. До гледање.